Да, денес сам многу радосен што се наѓам во Република Македонија, у градот исторички, од античко време, од и тука и задното седелиште од Александровото Афинаида од тука беше задната македонска кралица, што почина. И до денес тука живе македонски народ. Денес се наѓаме на многу и убава и тешка ситуација. Тешка гледам у страна на Грција. Там, за жал, грчката црква го накрена народот, го информира погрешно за македонскиот проблем, не ја кажува вистината, оти треба да знаеме, оти ако ја кажат вистината, најголемата грешка а прави Грчката православна црква, повеќе егејски дел на Македонија, ама и тука и у вардарски дел на Македонија у тие времеина. Сакај они да го пограчат народот. Утре у Атина ќе се собере доста народ, ама тоа го организира не од владите, повеќе од партиите, колку го прави црквата. Сите тие мастрафи и плаќа Грчката православна црква. И затоа не знам колку ќе може да се успее, за во што сакат владите двете, и грчката влада и македонската влада. Ама мислам, ние треба да се имаме на ум тука, повеќе од Република Македонија, оти не знам колку са искрени грците и најповеќе владата на господин Ципрас, на премиерот Ципрас, оти он соработува со една екстремистка партија, соработува со неја. И јас, като човек повеќе, като свештеник и македонец, знам оти и левите правија голема катастрофа за нашиот народ. Нашиот народ го исклаја повеќе комунистите на 48-та година, таа беше граѓанската војна измислена, за да се исчисти македонскиот народ од егејска Македонија. И затоа нему имам толку поверба на Ципрас, оти сјај времето, оти Ципрас ка кажува, сака Грција да биде правна држава што ќе го раководе Балканот со една голема идеја, като идеята на Венизелос, со го уништи нашиот народ, така се појавува сега и господин Ципрас, од еден голем политичар, што сака да го убедине Балканот да напредува за бизнес тие сите работи. И главата, умот на главата на Ципрас ќе го раководе Балканот економски и тро по тро ќе може да асимилира ва мала држава, да пограче. Таму и цела идеја, толку кажуваат по медиумите, толку прават не само новинарите, ама и неите тајни мисли. И затоа сакам тука македонската влада на господин Заев да внимава многу и да гледа колку е искрен Ципрас. За мен не е искрен. Оти пред да зборе со него, кажува, оти не постоje македонска нација, македонски народ, оти вие све тука собрани секакви народи, шиптари, славјанци, македонци, каја сакат да наречат, роми, власи, ама нема македонци чисти. И тоа е една голема и срамна игра. И затоа јас сакам он да внимава. Јас кажа и пак кажувам за втор пат, македонската влада треба да внимава. Оти грчката влада, кој јас, сака да ставе, то кажува, барам јавно, и потајните како разбирам и како говоре кој јас. И го рече некни, сака да имате една име, кака и Шри-Ланка у Африка, да биде така и Македоница. Горно Македонија, непривидено и сврши работа, тие се работи, нема етнос македонци за ни, нема нација македонска и нешто нова нација
как ќе биде, ќе ва прекрасна. Димек сака да ви се прават кумови. Ако сака владата македонска като кум гръцка, то го сака, нека придавче. Ако сака во народ да остане македонски и да не му прават етничко чистење, да нарушат като народ за секогаш, треба да не прифатат ништо. От два страна може да сакаме да влезем во Европа, ама за кој Европа ќе ми говорите? И кој ќе ни говори? Го видове проблемот со Варкелона. Сакаше да се отцапе котузем, не ја оставија и то проблем затајано. Не се говори вике за Спанија, за Варкелона, ништо. Така, сакат они повеќе работи и гледат народот като бизнес. Да се богатиме, да се крадиме ден со друг, никакви права, ни за луѓето што живат. И Грцка не смислува и се плаша од нас, од македонци што живееме там и викат, они сакат да ни бават права, они не постојат, они са грци, не са македонци, тие сите работи. За така не се зборе за права на малцинствата што живат или во Република Македонија, или во Грција, как сте ние македонците, или ромите там, или властите, тие сите работи, тогаш за која Европа можеме да зборуваме. И вие като новинари тука, то проблем треба да го представувате и да го анализирате со добра намера, не со намера сам со економија, ама за живење на народот слободно, да може да се кажува то шо е. Македонец, македонец, вла, вла, ром, ром, шо бил? Ама не, јас ва ви кажувам, устари у Грцка, од мало дете аживам политиката, притиснатото, што нашиот јазик не го оставаја да се зборе, до ден денес песни не сакаат да се слушат, го видоте што правија Водин со мечките, организацијата што е тие сите работи, затоа у Грцка нема права. Грцка е оште многу назад, не европејска земја. То треба да знаете. Грцка треба многу години да поминат, ако мене ништо. Као она не устранува владиците, не клава на страната, да не се мешат у политиката, тога не може да очекувате вие. И ви кажувам, оти назад умот мој, асимилирање на Македонија. И во го кажуваат професори. Имаме две грчки држави, ки правиме и на нова држава у денешните славјанска Македонија, ќе асимилираме со економија, со притисок, со пропаганда, ќе му речеме они са грци, асимилирани, нема славјани, тие сите работи. Разбирате? Затоа треба да се имат нашите политичари на уми историчари. Јас жалам за македонската црква, архиепископот Сатаe не го интересира ништо, го интересира само белата шамија, да ви биде жив и здрав и јас сам под него, но грците владици, јас не сакам да бидат екстремни как са грците владици, ама треба да го кренат бајракот, да го спасат јазикот, да го спасат македонскиот народ. Не е само да одат кој Бугарија да прифаќат од историјата наша и бугарска, кој му кажа? Бугарите са татари. Бугарите кога дојдоја со свалија долу? Ако збориме за фракијци и македонци, да зборуваме. Да, фракијците и македонци са исти народ. Иста култура имаме, истите. И на минато на времените, на годините, фракијците го прифатија грчкото, ама културата му и сета традициите му са македонски. Го прифатија фракијците грчкото јазик, ние имаме си го устанаме на нашиот мајчин македонски јазик и тие сите работи. Ама не можеме да кажуваме оти нашите корени са бугарци. Тој страмота. Кирил и Методий му и даваме на бугари. Тој странно. Они са родени у Солун. Не са родени у Софија.